Благодарам, председателка. Така едноставно, кога се збори за моја општина, па уживам и да реплицирам и да искачам на говорници и така натака. Почитувани колеги кои го поднесувате овој амандман, мислам дека е еден обичен популизам и една обична фоскула, а зашто? Мислам дека е комично, затоа што токму Европскиот фронт имаше повеќе од 20 години власт во Сарај. Беше нели бастион на Сарај, а бастионот немаше вода 20 години. Зошто немаше бастионот вода? Затоа што не им ја направија водата. Наместо капитални проекти во вашето долгогодишно владење во општината Сарај, граѓаните што добиваат, да збориме реално? Најчесто празни ветувања, неколку денови пред избори привремени решенија, а неколку дена и пред избори ветување со реализација или правење на улици со бекатонки во 21. век. Тоа е. Таа е реалната слика на власта на Дуи во Сарај повеќе од 20 години. Мислам, јас зборувам реално, кај мене нема замајување јавност или со пердо или слично. Кој може сака се љути, кој може да реплицира и така натака, ама јас зборувам реално. Таму живеам и затоа зборувам реално. Инаку ќе го поддржам вашиот амандман кога се работи за Сарај. Најголем проблем, поради тоа што нема вода Сарај, е крадењето на вода. Сарај има капацитет да обслужи 250 литри по човек, по лице на ден со вода. Знаете колку се троши? 1000. 1000 метри кубни вода се троши од ден во Сарај. Знаете зашто? Затоа што појдете во Сарај ќе видите илјадници цевки на диво приклучени на вода. Сам да збориме реално, тука нема што. Тоа е проблемот, да нема таков проблем ќе имаме сите вода. Јас немам вода во летниот период. Јас живеам на Матка и јас немам вода. И граѓаните на Горна Матка, и Семениште, и Радуша, и Рашче. Замислете, Рашче во 21. век нема по неколку дена вода. Зошто? А цело Скопје пие вода во Рашче. Сега, почитувани колеги, пошто фактите зборуваат сами за себе, а вие знаете дека сум во право за ова, само ќе ви кажам колку се работело и кој работел во Сарај во периодов наназад, кога ВМРО-ДПМН беше на власт. Изградба на ново средно училиште во Сарај, пречистителна станица за отпадни води во Сарај, реконструкција на патот од Глумово, зборувам за централна власт и за градска власт предводена од тогашниот градоначалник господинот Коце Трајановски. Осветување на патот во Матка од селото Глумово, комплетна реконструкција на главниот пат во Сарај, поведување автобуска линија, зашто сум посебно гор до селото Радуша со број 111, кој бев јас иницијатор, заедно со граѓаните на Радуша, може да ги прашате. Изградба на спортската сала во Сарај, обезбедување на опрема за училиштето во Љубин, нов приклучок на обиколница во Љубин, континуирано чистење и обнова на езерото Треска, во кој тој период работеше безпрекорно. А што се случи во водењето на вашата партија и на СДСМ начело со Петар Шилегов во Сарај? Го снема езерото, ги снема преколките, го снема зеленивото. Изградба на нов мост во Сарај, исто голем проект. Реконструкција комплетно на патот во Шишево. Изградба на тениско игралиште во Шишево. Јас лично сум учествувал и во реконструкција на мостот кој ги поврзува општината Сарај и Ѓорче Петров кај паркот во Сарај со нови пристапни рампи, за да можат граѓаните од Сарај да појдат до Ѓорче Петров и граѓаните на Ѓорче Петров да може да го користат паркот во Сарај. Како и многу други проекти кои го обележаа Сарај изминатиот период. Сега, да не заборавиме и што почува да се реализира. Владата преку унгарскиот кредит одобри 3 проекти за Сарај, кои се во моментов во фаза на реализација. Тоа се нова канализациона мрежа во селото Ласкарци, после реконструкцијата на канализационата мрежа ќе се асфалтира комплетно тој пат. Потпорен зид во селото Глумово, кој го поврзува со селото Арнакија и спортска сала во Рашче. Ова, почитувани колеги, се конкретни дела, а не празни ветувања, а оние што се од Сарај знаат дека вистина говорам. Да, колегата Муса кажа, дел биле заедно реализирани со меѓуопштинска соработка, но ги финансирала владата тогашна на Македонија и градот Скопје. Значи, многу е битно кој ги финансира проектите.
Почитувани граѓани, граѓаните најдобро знаат кој работи во градот и затоа во наредниот период ќе продолжиме со нови проекти преку владата на Република Македонија и градот Скопје со нови инвестиции за уште посилен развој во Сарај. А вие знаете дека сите оние што живееме во Сарај го сакаме токму тоа без популизам и без лаги на оваа говорница. Ви благодарам, председателка, за можноста да се обратам.